нашата колешка Ирина. Јас патувам веќе со мислите. Иренче, добро утро. Поздрав од студиото. И драго ми е што барем во мислите ќе не инспирираш како, каде би патувале ова лето и кои се најпосакувани дестинации повели. Благодарам, Сузе. Поздрав до сите вас. Еве, ова утро се јавуваме од центарот на Скопје, поточно од градскиот парк. Уште утринава, уште рано наутро, навистина е топло во градот, значи дека излезете надвор се некаде до 11 часот и почитувајте ги препораките од 11 до 17 часот, седете си дома, ако немате некоја поголема потреба да излезете. Сите вие кои што сте планирате да заминете на годишен одмор или сите вие кои што користите годишен одмор, верувам дека ќе дознаете корисни информации каде се најпосакуваните дестинации за ова лето. Во пик сме на туристичката сезона од 15 јули до 15 август, а ова утро информации за тоа каде најмногу патуваат нашите граѓани ќе добиеме од Александар Чоневски, управител на туристичката агенција Игоана Турс од Скопје. Александар, добро утро. Добро ни дојдове вака линковски во утринската програма на Алфа телевизија. Сега сакам едно прашање за почеток. Ако на почетокот на летото, некаде мај, јуни, пролет, касна, доцна пролет, беа поатрактивни оние екзотични дестинации, можеби и Турција, сега овој период нашите граѓани најмногу заминуваат во соседството, Хрватска, Албанија и Грција. Дали сум во право? Секако да. Не дека во Турција и овој период не се оди и на останати дестинации, но според она што од прилика јас го знам и тоа што ние го нудиме, дефинитивно една од најбараните дестинации, барем пак ќе кажам кај нас, е Грција, покрај останатите кои што ги набројавте. Да, сме во највисока сезона, конечно почнавме да функционираме, да работиме и овоа лето, оваа сезона, со оглед на фактот дека до сега искрено бевме спречени да работиме барем со полна пареа, поради недостатокот на пасоши и на лични документи на луѓето кои што можеа да патуваат. Како и да е, сега веќе работиме, сме во највисока сезона и конечно можеме да си го завршиме, односно да привршуваме со резервациите за до крајот на летото. Каде кажавте дека најголем интерес е за Грција, бидејќи Хрватска е можеби малку поскапа за нијанса. Каде најмногу патуваат нашите граѓани? Кои се дестинациите на младите кои што ги избираат, а кои се на оние луѓе кои што се со мали дечиња, можеби и повозрастните? Па во принцип, во суштина, помладите патуваат повеќе на острови, иако не се и две-три дестинации на Халкидики секако не се исклучени од нивна страна, но најчесто на Халкидики патуваат повеќе семејни луѓе и тоа е некој наш таргет исто така на повеќе повозрастни или на семејни луѓе, така што Халкидики е најмногу посетен од нив. Младите исто така, значи освен две-три дестинации, најмногу патуваат по островите во Грција. Кои се правата и обврските на агенцијата и кои се правата и обврските на клиентите од туристички аспекти? Со секој клиент, секоја туристичка лиценцирана туристичка агенција треба да потпише она што ние го правиме, договор за патување со општи услови за патување. Во неколку члена од него стојат условите за, односно обврските и правата на патникот и секако врски и права на давателот на услуга, односно на организаторот. Во суштина тоа се најважни работи се тука при отказ на аранжман што се случува, доколку има некоја причина, тоа е здравствена или слично, тогаш агенцијата секако има обврска да направи поврат на средства кон клиентите. Симптоматично, повторно ќе кажам, за оваа година е тоа што имаме еден сериозен проблем кој што не е наш на туристичките агенции, а се соочуваме најдиректно со него. Тоа е повторно се извинувам, немање на патни исправи на патниците. Се случуваше да уплатат за да го искористат оној попустот во ноември и во декември луѓето за ран букинг. При тоа да не информираат дека не поседуваат, дека немаат пасоши или дека им се во процедура, и кога дојде време, поготово во јуни, кој што е далеку послаб за продажба од минатите години, но и сега во сезона да се соочиме со еден момент, со еден проблем, кога странките сака да ни ги откажат аранжманите, кои што веќе нас ни се платени во странство,
во Грција во овој случај, а ние немаме што да правиме. Значи тие се жалат, едноставно не можат да патуваат, но патната исправа според тие договори за патување и општи услови секако е единствена обврска само на патникот, на клиентот. За да не дојде до поголеми проблеми, се трудиме да најдеме начин како тоа да го избалансираме. Дали да го продадеме уште еднаш аранжманот на други клиенти, да им пролонгираме на нив некое патување или слично, но едноставно имаме навистина сериозен проблем. Да. Споменавте run booking, меѓутоа она што е актуелно во последно време е и last minute, односно аранжманите во последна минута. Да објасниме малку за овие аранжмани и дали се атрактивни? Оваа година, за жал наш, на туристичките агенции се актуелни, од причина што ете остануваат празни непродадени аранжмани. Last minute едноставно значи дека оној кој што има шанса да си почека, да до последен момент да искористи одмор со попуст од, не знам дали одреден процент, 10, 15 или 20%. Така што после две супер добри години, 22 и 23, оваа сезона е малку во однос на продажба. Повторно јас мислам, детектирам, тоа е моје лично мислење, поради недостаток на пасоши, оваа година ни се случува повторно нели last minute или уплати во последен момент, да, за да луѓето се искористат попусти. Сега уште едно прашање со кое што се соочуваат и комитентите, ама и вие агенциите, тоа е што доколку додека одат на одмор и не ги имаат оние услови за кои што платиле. Кои се тогаш правата на комитентите? Тогаш корисникот на аранжман треба на лице место според општите услови, заедно со представникот на туристичката агенција да констатираат дали на вистина, бидејќи нели сепак се две страни, дали на вистина условите не се исполнети од давателот на услугата, во случајов туристичката агенција, и доколку на лице место не се отстрани или не се заврши проблемот, тогаш нели при неискористен аранжман агенцијата треба да имаат право на жалба во рок од 8 дена, па понатаму тоа треба да се проследи нели агенцијата како секоја посебно како ќе одговори. И треба по секоја логика да се обештетат клиентите на еден или на друг начин. Сега уште едно прашање кое што е интересно и значајно за гледачите, а тоа е без што не се трга на пат. Зборам од туристички аспект, вие како агенција. Па најпрепорачливо е здравствено патничко осигурување, кое што е најпаметна работа за сите, иако кај нас за жал се доживува како обврска за да се премине границата само, но тоа е едноставно неопходно потребно за секој кој што патува од едноставна причина, да не се случи каков и да е проблем, а со тоа ќе си го решат навистина без никакви последици по нив. И секако без пасоши, кои што ги немаме се уште. Добро, сега сакав да ве прашам, кажавме дека интересот е најмногу сега за Грција, тука се островите, тука се и краците. Како стоиме со цените? Ке можеме ли отприлика да кажеме колку чинат аранжманите? Зависи, значи има од до, бидејќи станува збор дали нели во прашање дали станува збор за 2, 3, 4 или 5 лица, дали станува збор за апартман или хотел кој што е повисока категорија, поблиску до плажа и така натаму, но она што можам јас да го кажам е некоја споредба во однос на минатата година. Има поскапување на аранжманите, тоа е дефинитивно, но според мене не е толку многу високо големо поскапувањето, се движи помеѓу 5 и 10% во споредба со минатата година. Инаку може да се најде аранжман од, да речеме, не знам, за 7 ноќевање, од 300-350 евра за 2 лица, па се до, не знам, 1000 евра апартман за 4-члено семејство, зависи каде е позициониран. Зависи каде е позициониран и зависи од сезоната, така. Апсолутно. Сепак сега одиме веќе на кај септември, тогаш веќе и цените се предпоставувам и пониски, така? Така, дефинитивно. Ова е оној пик на највисока сезона, од некаде 15 и 20 јули до крајот на август и веќе од почетокот на септември полека се намалуваат цените и привршува сезоната. И сега еве пред крај на разговорот, како туристички водич, туристички работник, ова ви е ваши семена работа од вашиот татко, па сега вие со братот. Сакав да ве прашам, која е вашата порака до туристите, односно до гледачите, кога уплаќаат аранжман, кога се одлучуваат за некоја дестинација, на што треба најмногу да обрнат внимание? Видете, во принцип,
треба секако да одберат туристичка агенција или давател услуга кој што според мене барем работи подолг период, има некаква традиција на организирање на аранжмани и да внимаваат да не добијат колку што е можно, нели, до нив тоа, да не добијат погрешен впечаток за одредена дестинација или некој аранжман кој што го уплаќаат, бидејќи на вистина, да си бидеме и самокритични, голем дел од нашите или дел од нашите колеги знаат да свесно погрешат и да покажат нешто друго кое што не кореспондира со реалноста. Така што тој наш внатрешен проблем, зборам, во Фелата, за жал веќе не постои некоја комора сериозна, како што имавме на времето Стопанска комора за туризам на Македонија, каде што членува скоро сите туристички агенции, па меѓу себе повозрастните колеги научаа, нели, дека прво треба помеѓу себе да го решиме проблемот внатре, за да можеме потоа пред лицето на луѓето на јавноста да бидеме и ние малку посериозни, поконкретни. Така што треба да обрнат внимание секако каде уплаќаат, да внимаваат дали се тоа, не знам, податоци, информации, слики кои што се точни, колку што тие можат тоа да го проверат. Тоа е мојот совет. Да. И уште едно сосема кусто прашање за крај. Еве имаме уште некоја секунда. Дали има туристи во Скопје овој летен период? Еве гледаме дека има доста луѓе кои што зборуваат странски јазици низ центарот на градот. Еве вие како туристички работник? Така, тоа е еден друг сегмент кој што ние за жал не го работиме, но дел од нашите колеги работат о incoming туризам, нели? И Скопје последниве години навистина е сериозно доста раздвижено. Има многу странци и верувам дека и понатаму колегите ќе продолжат да работат на тој дел, да доаѓаат се повеќе луѓе во Скопје и во Македонија. А има и што да се види. Имаме ние многу убави туристички места за понуда и доста се атрактивни и интересни за странците. Секако растеме и во тој поглед, како дестинација Скопје и Македонија во последниве години се доста повеќе посетени, така што пак ќе кажам, јас се надам дека тој тренд ќе се задржи, дури ќе порасне. Александра, ви благодарам за одвоеното време. Ќе ве ослободам сега да се вратите на вашите работни обврски. Се гледаме во некоја наредна прилика. Почитувани, ние се одјавуваме од овде од центарот на Скопје, поточно од локација Фонтана кај градскиот парк. Ако, Сузе, имаш некој дополнително прашање, повели? За жал, времето не ни дозволува да ви поставам уште некое прашање. Многу ви благодарам за тоа што не инспириравте и не подсетивте колку се важни патувањата, да ги прошетаме мислите, да го прошетаме телото и да се наполниме со свежа и нова енергија. Поздрав, Иренче.